Представници на бизнис секторот од поширокиот гостиварски регион денес се запознаа со условите за добивање на сертификатот ФЕР со потрошувачот, преку кој би станале препознатливи на пазарот и би стекнале поголема доверба кај купувачите. Сертификатот се доделува за имплементирана ФЕР трговска практика, а е заснован на стандардот ISO 26000. Активностите се дел од проектот зголемување на соработката помеѓу граѓанското општество и бизнис секторот, кој на подрачјето на Гостивар го спроведува Центарот за женски права и етика во партнерство со Агенцијата за поддршка на предприемништво ЕСА. Во склоп на проектот предвиден е еден семинар, како што овај денеска, каде што се поканети 20 мали и средни компании од Гостивар, пред кои ќе биде презентиран сертификатот ФЕР со потрошувачите, што значи тој сертификат, кои се нивните придобивки и кои услови бизнис секторот треба да ги исполни за да го добие сертификатот. Сертификатот значи дека фирмата работи професионално и е конкурентна во однос на услугите што ги пружи, дека се грижи за заштита на правата на потрошувачите и доколку настане проблем, тој ќе се реши спогодбено во интерес на двете страни. Целта е предпријатијата кои имат добри пракси во однесувањето со потрошувачите да бидат препознаени на пазарот. Потрошувачите да знаат дека кога некоја фирма или продавница го има тој сертификат, тоа значи дека таа организација има јасни правила како информира за своите производи. Јасни правила што може да се очекува доколку некој потрошувач не е задоволен и јасни правила доколку некој има жалба или поплака, дефинира начин како таа да ја реши алтернативно, двострано, а не на суд. На тој начин добар дел на компаниите во Македонија, кои што се разликуваат, се однесуваат професионално и се конкурентни во однос на услугите што ги дават на потрошувачите, ќе може да бидат видливи и потрошувачите да знаат од кого купуваат и што може да очекуваат во услугата. Бесплатно сертификат ќе добијат 30 фирми во земјава, од кои 3 ќе бидат од Гостиварскиот регион. Проектот се реализира со поддршка на Европската унија.